Драги сограѓани, почитувана јавност, левица во собранието предлага враќање на патните трошоци за работниците. Имено со измени во Законот за работните односи, левица предлага да се врати ова право на работниците, кое наместо да биде во нивните раце, е оставено на волјата на работодавците. Со години гледаме како пратениците во ова собрание си наплаќаат патни трошоци за фиктивни релации, за патарини и амортизации на нивните возила. Додека тие ги полнат джебовите со народни пари, илјадници работници низ државата сами ги покриваат своите трошоци за да стигнат на работа и да обезбедат леп за своите семејства. Практично, ако има за работниците, ќе има, ако има за пратениците, ќе има и за работниците. Во овој момент, Законот за работни односи не го предвидува ова, а тој од 2005 година ги признаваше овие надоместоци со тоа што нивната висина беше утврдена со општиот колективен договор. Овие одредби со Законот за изменување на Законот за работни односи од 2008 година го тргна од законското решение. Дополнително во ситуација во која висината на синдикалната кошница постојано расте, а трошоците за транспорт на едно домаќинство минатата година во просек се движеле од 7 до 8% од семејниот буџет, тоа јасно укажува дека нашите работници огромен дел од својот буџет го трошат токму за патни трошоци до и од работното место. Затоа ние нудиме измени во членот 113 од Законот за работни односи и велиме: доколку превоз до и од работното место не е организирано од страна на работодавачот, работникот има право на надомест на трошоци по истата формула која ја понудивме за пратениците. 6,5 литри реална цена на гориво за секои 100 километри изминати. Ова е мерка за подобрување на животниот стандард на граѓаните во услови кога владата се иззема од трипартитниот диалог и кога одбива да ги изголеми платите за време на ценовни шокови за нашите граѓани. Во суштина, ова не е прашање на привилегија, ова е прашање на праведност помеѓу привилегираните и работниците на чиј товар паѓа целата економска активност. Очекуваме сите пратеници да го поддржат овој предлог без разлика на нивната партиска припадност, затоа што во најпроста форма, ако се покаже дека нема да гласаат патни трошоци за работниците, а не гласа ограничување на патните трошоци за пратениците, тогаш јасно е дека нашите пратеници работат само за себе во ова собрание. Дали имате прашање? Во суштина, значи, ова е за иницијатива за да биде појасно. Ова е, прво, ние ги стимулираме работодавците да организираат превоз, затоа што во оваа форма во законот се вели работодавецот може, но не и мора. Ние сега велиме, работодавецот треба да организира превоз и во случај да не организира, тогаш на секои 100 изминати километри, тоа не мора да значи дека се 100 изминати километри, туку на една равенка од 100 изминати километри ќе се сметаат 6,5 литри по пазарната цена на горивото како надоместок за работникот. Во суштина, ако има за пратениците, ќе има и за работниците.